Напрагот сме на константно високи температури и нов сезонски ризик. Овој пат опасноста доаѓа од лесно расипливите продукти, како што се јајца, месо, млеко, мајонез, сладки и слично. Значи, треба да се избегнуваат мръсните храни, треба да се избегнуваат алкохолните пијалоци во големи количини секако. Од тука особено внимателен треба да се биде при купување на овие продукти, а секако и при нивна консумација. Треба да внимаваме при купувањето на производите, секако да бидат со добар рок на потреба, а и доколку ги чуваме во фрижидер, нели секако правилно да се чуваат, да бидат со добар рок пред кога ќе треба да ги консумираме. Храната треба да биде свежо приготвена, да биде термички обработена најдобро и да се јаде истиот ден кога се приготвува. Доколку ја чуваме за следен ден, треба секако да биде збрината добро во фрижидер, а пред употребата да биде термички пак преработена. Но ризик може да биде и свежата храна доколку добро не е измиена, особено поради присуството на инсекти во и на неа. Кај што не е прскано многу пати, тоа го има, постое. Па шо, не е за употреба, не може да го лупам ја тој да јадам, не може тоа. Право го странам, фрлам го. Цела зелка ќе ја фрлам, така. Сепак, освен од продуктите кои се купуваат, ризик од расипана храна има и во нашите кујни. Ова доколку сготвеното се чува подолго и надвор од ладилник, овошје или зеленчук кој дома останале малку повеќе, или друго кој речиси сме го заборавиле, а на брзина се најде на маса. За да не ги полниме болничките кревети, внимателно со секоја храна.